Исплатени се 10 милиони денари на вработените за К-15, јубилејни награди, новогодишен надоместок за 2017 година, пари кои требало да ги исплати вашиот кадар, директорот Златко Ристевски. 12 милиони денари неплатени пари со години исплативме на нашите деловни партнери и добавувачи од вкупното 24 милиони денари кои ги наталожил вашиот менеджер изминативе години, со што предизвикал голем број на тужби од деловните партнери и извршни налози, односно решенија. Покрај вратените стари 12 милиони денари, навремено ги сервисираме 35 милиони денари од тековното работење и во моментот Комуналец нема ниту една тужба од нашите деловни партнери. Исплатени се 3 милиони денари за останато ДДВ од 2017 година, што ми беше оставено како мирас од претходниот директор Златко Ристевски. Вратен е 1 милион денари аванс што директорот го зел за да исплати плата. И платена е казна од 600.000 денари затоа што вашиот директор кадар работел недомајчински и незаконски. Инвестиравме 4,5 милиони денари во нов трактор, 3000 канти за селекција на отпад, 30 контејнери од 1 метар кубен, 8 контејнери од 5 метри кубни, косилки, компјутери и друга опрема. Сето ова собрано дава износ од 30 милиони денари за само 10 месеци раководење со Комуналец. Или да споредиме, 30 милиони денари за 10 месеци или 45 милиони денари за 12 години раководење. Споредбата за доброто менеджирање и ми оставам на граѓаните да ја проценат. И што е од ова најважно? Овие 30 милиони денари се заштедени со позитивно, домајчинско и одговорно работење, а не со кратење на пари од вработените и расфрлање во инвестиции потполно промашени и економски нерентабилни. Сега сакам да разјаснам кој ја замајува јавност, дали јас или вие. Кој кажавте дека опремата што требало да се донабави била обична електрика која треба да се набави при пуштањето. Според производителот Техникс од Хрватска, од каде што е набавена опремата, ова се деловите кои требало да се набават за таа да профункционира. Кран телескоп 24.000 евра, уред за отворање на врејчи 28.000 евра, боксови за сортирање на отпадот 31.500 евра, контејнерска сортирница 56.500 евра, сортирни боксови 7.000 евра, прифатен транспортер 25.000 евра, транспортер за подигање 9.000 евра, автоматска преса балирка 82.000 евра, перфоратор за пет амбалажа 8.000 евра, магнетен сепаратор за метален отпад 14.000 евра, филтер станица 18.000 евра, вентилација и климатизација 13.500 евра, сепаратор 4.000 евра, разводно управувачки електроопрак 32.000 евра, управувачки пулт 12.000 евра, управувачки пулт за автоматско дозирање 12.000 евра, комплетна електроинсталација 62.000 евра, софтвер и видеоопрема 12.000 евра, монтажа и пуштање во работа 45.000 евра, обука на персоналот 4.000 евра и трошоци за одржување 5.000 евра. Сето тоа во вкупна инвестиција од 505.000 евра. Сите овие наброени работи треба да се набават за линијата комплетно да биде составена и да профункционира. Сега да ве запрашам, кој сега ја замајува јавност? Јас или вие што тврдевте дека ова опрема е една обична електрика?